Граѓаните во исчекување банките да ги намалат надоместоците и тарифите. Гневни се што со години банките наплаќаат за услуги кои се повеќе и повеќе поскапуваат. Од одржување на трансакцијски сметки, надомест за електронско и мобилно банкарство, провизија за плаќање уплатници на шалтер, за повлекување пари од банкомат, за блокирање и одблокирање сметка, банките имаат стотици услуги за кои им земаат пари на граѓаните и фирмите. Зависно од тоа колку сметки има секој поединец и какви трансакции врши, по основ на провизии на доместоци може да плати и над 3000 денари годишно. Ја мислам дека погоре се. Поише даваат за услугите, а нема врска тоа. Многу немаме некои односи со банката за нешто друго, па да знаеме колку е провизијата. Не знаеме, а сме чуле дека провизијата има апел од владата провизијата да ја смнуваат банките. Ама дали банките слушат, тоа држава е за себе, бога ми, тешко. Апсолутно провизии беа големи, сега ги намалија, што е погодно за сите граѓани и корисници на услуги на банки. Јас не знам точно што се случува со банките, али се согласувам да биде намалена или да ја нема провизијата. Обеќаваат, дали ќе биде точно, дали тоа ќе биде така како што го обеќаваат или провизиите си нешто ги намалиле, нешто зголемиле, банкарските трошоци. Откако Народната банка го поедностави македонскиот интербанкарски платен систем МИПС и даде сигнал да ја намалат висината на надоместоците, трите најголеми банки во Македонија веќе објавија нови тарифници со намалени трошоци за платните услуги. Некои од нив важат уште од денеска, а други ќе стартуваат од октомври. Кај некои банки поевтинувањата се до 70%, а надоместоците за затворање на обична и девизна платежна сметка, доколку рамковниот договор е со важност пократок од 6 месеци за компании, целосно се укинуваат. Соодветно намалување има и кај правните лица. На овој начин банката придонесува кон зголемена финансиска инклузија, но и кон нарасна бројот на корисници и на трансакции на дигиталните канали, каде што промените во надоместоците се и наизразени. Банката одлучи електронското банкарство за физички лица да го возможи без надомест за клиентите што ќе изберат некој од пакетите. Исто така, со новите услови, наместо до сегашните 3, физичките лица месечно ќе имаат 10 бесплатни проверки на состојбата со дебитна картичка на банкомат. Стандардните дебитни картички за приматели на плата и пензија и натаму остануваат без надомест. Според актуелните тарифници, кај банките во Македонија има драстични разлики во надоместоците што ги наплаќаат, со тоа што тие се највисоки за трансакции преку шалтер, а поевтини и до 90% за истите услуги ако се завршат онлайн или преку мобилен телефон. Од 30 до 150 денари се наплаќа за стандардната услуга одржување на сметка. За кредитен трансфер во денари во земјата, услугите варираат од 20 до 120 денари. Минималната провизија за приливи од странство се движи од најмалку 10 до дури 500 денари. За да повлечете кеш од банкомат, кај некои банки не се наплаќа надомест, но кај други трошокот може да достигне и 300 денари. Според податоците, провизиите кои ги наплаќаат банките сочинуваат 18% од нивните вкупни приходи кои од година в година рушат рекорди. Инаку за секој што точно сака да ги знае надоместоците на банките, на веб страницата на Народната банка постои опција за споредба на провизиите по видови на услуги.